Ке вроди ли се резултат првиот акцијски план на владата за отварање на работни места за млади лица и подобрување на нивниот стандард? Нивната положба во општеството е тешка. Тешко доаѓаат до работа, било да се високо образовани или со средно образование. Последните податоци на Агенцијата за вработување покажуваат дека околу 6000 лица на возраст од 20 до 34 години од Струмичкиот регион бараат работа. Например, аз како млад човек, 21 година, нема ни работа, нема ништо и често бегаме за Словенија, за Италија, одаме на работа, бидејќи таму има и услови, и подобар живот и многу често може да се снајдеш во секоја ситуација, бидејќи помагат луѓето, државата се грижи за луѓето, додека тука одаме под бирото, заведуваме се, ни работа и не ваѓат ништо, ќе одаме на курс на англиски, не знам шо и толку, нема ништо. Ете, гледај колку млади има тука, без работа седеме, гледај шајляк цел ден. И как ќе седеме тука? Нема зашо. Гледаме тераме начин спас да избегаме од таа држава. Да вадаме пари, имаме жени, имаме деца. Мора да вадаме пари, никој не може да ни рани. Иселуват се у странство поради немање на пари, на средства, нема вработување, нема ништо. Од Центарот за вработување во последниот период, преку повеќе обуки се обитуваат невработените млади лица да се стекнат со знаења и вештини за полесно да најдат работа на пазарот на труд. Но оттаму вела дека честопати се случува евентираните лица да ги одбијат понудите на Центарот за вработување во однос на предложените обуки или вработувања. Во врска со лицата за кои што ние посредуваме при вработување, значи можам да кажам дека кај невработените лица се јавува отпорност, значи тие не се појавуваат на нашите покани и ги одбиваат сите вработувања. Сепак се работи за посредување по барање на работодавачите. Значи, доколку работодавачот поднесе барање кај нас да извршиме посредување за невработени лица, ние посредуваме и за едно лице повикуваме 3 лица, меѓутоа тие одбиваат да прифатат вработување. Се пријавуваат од некоја навика дека морат да бидат евидентирани во Центарот за вработување или пак да користат некоја потврда и така натаму. Токму владата и Агенцијата за вработување преку акцијскиот план во наредните 3 години ќе работат координирано со една цел – младите да може полесно да најдат работа. Една од основните цели на акцијскиот план ќе биде насочување на младите кон средно и високо стручно образование, бидејќи истражувањата покажале дека токму ваквите профили се дефицитарни и барани на пазарот на труд.